Каде оди службеното возило на Беровскиот градоначалник Драги Наџински, праша денес јавно председателот на Беровскиот совет и локален лидер на СДСМ Јован Матеничарски. Прашањето на Матеничарски е упатено директно до Наџински, но и до надлежните институции во Берово, до кои има и конкретно барање. Да извршат проверка за патувањата на службеното возило во општина Берово, посебно на ден 10.8.2017, а според моите информации престоило во Бугарија до 18.8.2017 година и на ден 23.8.2017 година, кога со возилото излегува надвор од државата. Да се проверат патните налози и решенија за патувањата, како и лицата кои патувале во возилото. Освен што прашува, Матеничарски и подсетува како првите луѓе во градот треба да се однесуваат кон имотот на општината. Во оваа прилика напоменувам дека општинскиот имот не е собственост на Наџински, а секоја злоупотреба за лични цели фрла дамка на функцијата градоначалник. Ова не е прв пат да се случува со возилото да управува лично градоначалникот, наместо лицата вработени како возачи во општината. Од друга страна, на пресот на Матеничарски прозваниот Наџински реагираше со писмено соопштение. Службеното возило на општината го возат возачи кои се во работен однос, кога истите се ангажирани за возење на возила од повисока категорија, службените возила ги возат и вработени во администрацијата со овластување од градоначалникот. На 10 август двете општински возила се користени за потребите на општината, а ги возел возачот Владко Младеновски. Јас во тој период сум на годишен одмор, исто како и другиот возач. За патувањата на 23.8. во прилог ви доставувам покана и решение од кои може да се види дека се вкупните трошоци за и околу моето патување не се на трошок на општината, туку на трошок на организаторот. Со морална одговорност тврдам дека за мојот 9 годишен мандат како градоначалник не сум дозволил користење на службено возило за приватни потреби за никој. Стои во реакцијата на Наџински.